Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Миријана Наставска, одделенски наставник во Општинското основно училиште Коле Неделковски од Скопје. Денес ќе имаме час по математика за второ одделение и ќе научиме нова наставна содржина од темата број и решавање проблеми. Наставната содржина е заокружување двоцифрени броеви до најблиската десетка. Цели на часот. На овој час ќе научите да заокружувате двоцифрени броеви до најблиската десетка, да определувате броеви меѓу две десетки и да користите стекнати знаења за решавање проблемски ситуации. Потребни материјали за работа: табела 100, тетрадка по математика и прибор за пишување. Часот ќе го започнеме со разгледување табела 100. За полесно да ме следите, ставете ги пред вас вашите табели. Забележувате дека во табела 100 се застапени броеви од 1 до 100. Има броеви кои што се запишани со една цифра, тоа се едноцифрени броеви. Броеви кои што се запишани со две цифри, тоа се двоцифрените броеви, и бројот 100, кој што е запишан со три цифри и е трицифрен број. Денес ќе работиме со двоцифрените броеви. Во записот на бројот, секоја цифра покажува број на единици или десетки соодветно на местото, односно позицијата. Например, бројот 23 содржи 3 единици и 2 десетки, а бројот 89 има 9 единици и 8 десетки. Може да ги разложувате и останатите двоцифрени броеви од табела 100 на десетки и единици. Во табелата, последната колона е обоена жолто. Таа е составена од броеви кои што се составени од цели десетки. Ова се полните десетки до бројот 100. Ајде заедно да ги кажеме сите полни десетки до бројот 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 рековме дека е веќе трицифрен број. Меѓу полните десетки се наоѓаат броеви кои што знаете да ги кажете напамет, а во колку не сте сигурни, слободно искористете ја табела 100. Броеви меѓу полните десетки 20 и 30 се 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Меѓу полните десетки 40 и 50 се следните броеви: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49. Можете да ги кажувате и останатите броеви кои што се наоѓаат меѓу полните десетки во табела 100. Заокружување на најблиска десетка. За полесно да го научите заокружувањето на најблиска десетка, ќе искористиме бројна оска. Во конкретниот пример е бројна оска од 20 до 30, на која што се означени со црвени крупчиња неколку броеви.
Тоа е бројот 23, 25 и бројот 28. Пред да започнеме да ги заокружуваме броевите на најблиската десетка, ќе си го поставите прашањето: до која полна десетка е поблиску секој од дадените броеви? Бројот 23 гледате дека е поблиску до 20, бројот 28 е поблиску до 30, а бројот 25 е точно на средината меѓу 20 и 30. Бројот 23, кој што е поблиску до бројот 20, го заокружуваме на претходната, односно помалата десетка, односно го заокружуваме на 20. Бројот 28 е поблиску до 30, го заокружуваме на следната десетка, односно поголемата десетка, го заокружуваме на 30, а бројот 25 се наоѓа точно на средината меѓу 20 и 30. Бројот 25 има на местото на единици цифра 5. Бројот 25 го заокружуваме на поголемата, односно следна десетка, тоа е 30. Ајде уште еднаш да повториме. Бројот 23 го заокружуваме на 20, 25 на 30, 28 исто така на 30. Заокружувањето на броевите може да го погледнеме и на оваа табела, каде што е повлечена една црвена вертикална линија, која што ја дели табелата на два дела. Лево од црвената линија се броеви кои што имаат цифра на единици 4 или помалку од 4, а десно се наоѓаат броеви кои што на местото на единици содржат цифра 5 или поголема од 5. Броевите кои што се лево од црвената линија ги заокружуваме на претходната десетка. Броевите кои што се наоѓаат десно од црвената линија ги заокружуваме на следната десетка. Од тука можеме да го кажеме и правилото за заокружување на најблиската десетка. Ако цифрата на единици е 4 или помалку од 4, 3, 2 или 1, заокружуваме на претходната, односно помалата десетка. Ако цифрата на единици е 5 или повеќе од 5, 6, 7, 8 или 9, заокружуваме на следната, односно поголемата десетка. Заокружи го секој број на најблиската десетка. Бројот 16 го заокружуваме на бројот 20. 26 го заокружуваме на 30. Бројот 36 го заокружуваме на 40. Бројот 46 го заокружуваме на 50. Бројот 13 го заокружуваме на 10. Бројот 15 го заокружуваме на 20. Бројот 39 го заокружуваме на 40 и бројот 22 го заокружуваме на 20. Сега секој од вас нека се обиде да ги реши задачите. После секоја задача можете да го стопирате видеото за да си ја решите задачата, а потоа повторно да го вклучите и да проверите дали решението ви е точно. Задача 1. Подреди ги броевите меѓу двете полни десетки. 30, 34, 33, 37, 36, 31, 38, 35
32, 39 и 40. Броевите меѓу 30 и 40 ќе ги наредите така да низата расте и еве да го провериме решението. Меѓу броевите 30 и 40 се наоѓаат следните броеви: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и бројот 39. Задача 2. Заокружи ги броевите на најблиската десетка. Дадени се 3 бројни оски и на секоја од нив со црвено крупче е означен бројот кој што треба да го заокружите. Првата бројна оска содржи броеви од 30 до 40 и бројот 35 ќе се потсетите на кој број ќе го заокружите, почитувајќи го правилото за заокружување. Значи, бројот 35 го заокружуваме на поголемата десетка, односно го заокружуваме на 40. Бројот 17 е поблиску до бројот 20 и го заокружуваме на 20, а бројот 22 е поблиску до 20 и го заокружуваме на 20. Задача 3. Марко сака да купи тетрадка од 18 денари, боички од 33 денари и фломастери од 45 денари. Помогни му на Марко да ги заокружи цените на производите на најблиската десетка. Тетрадката чини 18 денари. Бројот 18 го заокружуваме на најблиската десетка. Тоа е бројот 20. Дрвените боички чинат 33 денари. Бројот 33 го заокружуваме на бројот 30, а фломастерите кои чинат 45 денари ги заокружуваме на бројот 50. Можете да одговорите и на следното прашање. Дали со 100 денари може да ги купи сите производи? Кога полните десетки 20, 30 и 50 ќе ги собереме, ќе добиеме број кој што ќе ни каже дали можеме со тие пари да ги купиме производите. 20 плюс 30 плюс 50 е еднакво на 100. Значи, Марко со 100 денари може да ги купи сите производи. Може би некој од вас знае да ја пресмета и точната сума, а таа ќе ја добие кога ќе ги собире броевите 18, 33 и 45 и тогаш добиваме колку вкупно денари Марко ќе плати. Во даденава задача Марко треба да плати вкупно 96 денари, но тоа ќе го учиме понатаму на некој од наредните часови. Задачи за самостојна работа. Да се решат задачите од математика прв дел на 11 и 12 страна. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешно решавање на задачите. Довидување!